поднесените амандмани од моја страна се засновани на забелешките кои ги даде председателката на државата, конкретно на забелешките за преиспитување на одредбите од овој закон со амандман 5 од Уставот. Морам да потенцирам дека известувањето на председателката раѓа сомнеш, затоа што таа прво посочува дека одредбите за полагање и издавање лиценци треба да се преиспитуваат низ призма на амандман 5, а веднаш потоа се повикува на тоа дека издавањето и полагањето за лиценци е уредено со закон за јазици. Не знам јас на кој закон за јазици мисли председателката. Ако мисли на законот за употреба на јазиците, кој што народот си го нарече закон за двојазичност, тогаш ова известување е контрадикторно, затоа што тој закон е спротивен на амандман 5. Накратко, не може прво да се повикаме на амандман 5, а потоа на законот за двојазичност кој е спротивен на амандман 5, и затоа оваа недореченост прави сериозен сомнеш. Во мојот амандман јас се задржувам строго на амандман 5 од Уставот, кој за разлика од законот за двојазичност јасно кажува дека Македонија не е двојазична земја. Во Македонија службени јазици со ограничена употреба со цел нивна регионална заштита се и турски, и ромски, и влашки, и албански, и српски, и босански. И затоа форсирање да се издаваат двојазични лиценци само на македонски и на албански е спротивно на амандман 5 од Уставот и не е со цел заштита на албанскиот јазик, ами е во функција на дезинтеграција на македонското општество. Амандман 5 јасно кажува дека граѓаните при комуникација со министерствата може да употребат еден од службените јазици, значи не само албански, а министерствата одговараат на македонски и еден од тие службени јазици. И затоа со овој амандман се интервенира во членот 9 став 2, кој што предвидуваше, кој што сега како што е даден предвидува лиценците да се издаваат двојазично. Со овој амандман ние интервенираме и бараме не двојазичност, туку на македонски и на еден од службените јазици во зависност од мајчиниот јазик на кандидатот. И со овој амандман ние правиме обид да ги спречиме овие дезинтегрирачки политики на форсирање на двојазичност, кој што е всушност инструмент за дезинтеграција на македонското општество.